Почитувани гледачи, добро вечер. Уште еднаш, по 10 минути од како се најавивме во вестите на ТВ Нова. Добро вечер во отвореното студио, што го нарекуваме дебата, но денеска не очекувам некоја полемична дебата, иако по дефолт самиот термин дебата значи тоа. Повеќе ќе биде една информативна емисија за престојниот референдум во Велика Британија, што ќе се одржи на 23 јуни, кога по втор пат жителите на Велика Британија ќе гласаат да се остане во Европската Унија или да се излезе надвор. Има повеќе прашања на кои што ќе одговараат моите гости. Мухамед Халили, добро вечер, поранешен заменик амбасадор во Велика Британија, и Ивица Јосифовиќ, универзитетски професор. Добро вечер, господин Јосифовиќ. Имам неколку прашања, се надам ќе одговориме, ќе ги задоволиме вашите интереси, бидејќи мислам дека европјаните се најмногу заинтересирани од исходот на овој референдум, но претпоставувам дека не помал интересот и на големите сили, Соединетите Американски држави и Русија, бидејќи, знаете, има една поговорка цело е кога има се. Дали Европската Унија ќе биде цела без Велика Британија е прашање што многумина си го поставуваат. Но претходно, бидејќи ова сепак една политичка емисија, да не ни забележа дека говориме за ланскиот снег, би сакал на почетокот моите гости, бидејќи се доволно кредибилни да одговорат и на тоа прашање. Денеска е годишнина од Пржинскиот договор. Кога велам годишнина, звучи некако и како роден ден, а звучи како посмртница. Каков е вашиот став? Дали е жив? Има ли се уште шанси? Еве едно прашање за Блес. Господине Халили. Јас мислам дека е посмртница, затоа што веќе Пржинскиот договор не постои. Главниот столб од Пржинскиот договор, креирањето на специјалното јавно обвинителство, веќе не функционира, затоа што нејзината работа е оневозможена од актерите од власта. И неможноста да се создаде специјален суд, затоа што имаме специјално обвинителство, создаде една атмосфера обвинителството да не функционира и да пропадне сето тоа што беше договорено, а посебно тоа како израз дојде околу нефункционирањето на така наречената теничка влада, која требаше тенички да ги подготви изборите, и пропаѓањето на изборите од фактот дека не беа создадени тенички услови за организирање на истите. Така што сега, самиот факт што и Јоханес Хан потивко се повлече и дојде германскиот фасилитатор Ендел, кој исто така се уште обсервира и размислува што да направи понатаму, со најава дека истото тоа би го сторили холанѓаните со една голема поддршка на американците, но сето тоа е работа која треба да се види како ќе оди понатаму. Господин Јосифовиќ, за вас? Добро, во одредена мера се согласувам дека на хартија тој е жив, меѓутоа во пракса нема што понатаму да се имплементира дополнително од договорот од Пржина, меѓутоа не се согласувам дека основата е нефункционирањето на специјалното јавно обвинителство. Основата беше од Пржинскиот договор да се подготви терен за избори на 24 април. Јасно е дека обвинителството специјално и да работи не може да ги заврши работите за тој период од 6 месеци дур дојдат изборите, туку тоа требаше да работи и подоцна. Основата беше да се одржат избори. Штом немавте избори кои што требаше да се одржат на 24 април, па дури и подоцна на 5 април, фактички на 5 јуни, да, фактички пропадна она основа дека треба да постои техничка влада која што ќе трае од 100 дена со технички министри и со технички премиер. Тие 100 дена беа одамна поминати, министрите помеѓу себе, техничкиот и заменскиот, работеа на основа на опортунизам, помеѓу себе карајќи се за своите надлежности, и тука веќе се најави дека
Пржинскиот договор нема основа да продолжи да важи, иако голем дел, според мене, од Пржинскиот договор на место на терен беа поставени. Основата беше дека треба да се спроведат избори, а теренот да се подготви за избори. Штом избори не се одржуваат, фактички и договорот не може повеќе да важи, бидејќи вие донесовте изборен закон во кој што беше јасно наведено прво на 24 април, па потоа на 5 јуни, штом тие закони веќе вие не ги почитувате, односно не ги имплементирате, фактички Пржинскиот договор не може да продолжи да важи. Без разлика што странците зборат, тие сега може да најдат некој редефинирање на договорот со некои нови услови кои што би важеле за понатаму. Меѓутоа ние сега гледаме дека државата има тенденција да се врати кон она ситуација што беше пред да настане договорот од Пржин, односно пред да се продлабочи кризата со аболицијата. Видиме што мислите. Јас сепак мислам дека основата не беше да се одржат изборите. Изборите се резултат на тоа дека треба да се расчистат некои дилеми околу злоупотребата на државата. Финансиски, криминални действија и така натаму. Тоа беше главниот столб. И како резултат на расчистување на тие дилеми, дали реално тоа било или не било, како резултат од, како што велат, незаконските прислушувања, потоа да се дојде до создавање на нова влада која ќе креира нова иднина за ова држава. Тоа беше главниот столб. Новата влада беше Изборите креирана, таа не е истата влада. Дали ќе се одржат или не се одржат, ако не биле овие лоши состојби околу криминалните действија на одредени функционери во власт. Ама тие се судски постапки, тие ќе траат. Тие Да, може да ќе се решат до денот на но избори. целта да не беше прислушувањето, не ќе беше ово. Очигледно би имале добра дебата на оваа тема. Сепак предлагам да слушнеме какви се ставовите на политичките партии, на странците кои беа гарантори, дали навистина има шанси Пржинскиот договор или навистина сосема е завршени, што потоа, веројатно во една од наредните емисии ќе говориме и за тоа. Сега да го погледнеме прилогот на колешката Бојана Димитриевска. Една година од Пржинскиот договор, документ на кој подпис ставија лидерите на 4 најголеми политички партии во земјава за разрешување на политичката криза. По маратонските преговори во резиденцијата на Европската Унија во Скопје лани, во кои учествува и еврокомесарот Хан и амбасадорите Бели и Орав, се соопшти веста дека е создадена заеднички прифатена рамка која треба да биде спроведена од сите потписници. Договоривме до крајот на април идната година да се одржат предвремени избори, но важно е земјата претходно да се подготви во смисла на изборниот законник и ревизија на избирачкиот список, како и да се задржи понатамошното спроведување на сите препораки на Европската Унија. Договорот требаше да биде заокружен на 24 април со спроведувањето на избори, но датумот не се испочитува. Денес Македонија се уште се соочува со политичка криза, а овој договор за некои е жив, за други мртов. Амбасадорот на САД во земјава Джейс Бейли е дециден дека договорот од Пржино е жив. Неговите фундаментални елементи, одговорност за скандалот со прислушкувањето, инклузивен политички процес, особено во собранието, и реформи кои водат кон веродостојни избори, остануваат најдобриот начин за излез од сегашната политичка криза и кон интеграција во ЕУ и НАТО. Никој не кажал дека спроведувањето на договорот ќе биде лесно, навистина имаше многу одложувања и обструкции. За Европската Унија овој договор една година потоа останува од највисока важност и обврска за политичарите. Минатата недела земјава ја посети директорот во Директоратот за проширување и соседска политика на Европската комисија Даниелсон, кој порача дека Пржинскиот договор е најдобриот пат за излез од кризата. The Pržino agreement is of overriding importance. Оваа рамка и натаму е најдобриот начин да се придвижи земјата да излезе од актуелната криза. Политичките лидери мора да се придржуваат и да ги почитуваат неговите клучни принципи како што се владење на правото, одговорност, инклузивност и кредибилни избори. Од владеачката партија велат дека си стоеле и си стојат на зборот и обврските кои ги презеле согласно договорот.
Голем дел од решенијата предвидени со договорот за излез од кризата се реализирани со поддршка на ВМРО-ДПМНЕ, но за жал, тоа што беше круна на договорот и круцијалниот елемент за излез од кризата не е реализирано, а тоа е одржување на предвремени парламентарни избори, што би значило добивање на нов легитимитет од граѓаните и нивно референдумско изјаснување која партија има капацитет да извлече земјата од кризата во која што е втурна СДСМ. Оттаму посочуваат на реформите во изборниот законник, новиот состав на Државната изборна комисија, деталното прочистување на избирачкиот список, формирањето на специјалното обвинителство, исполнетата обврска за техничка влада 100 дена пред избори. Но според ВМРО-ДПМНЕ влезот на министрите од СДСМ во владата се покажал како целосно непродуктивен, бидејќи во сите ресори каде што влегоа луѓе од опозицијата се водела деструктивна политика на блокади. Оттаму додаваат дека во ниеден момент кога се воделе разговори за излез од кризата, не станало збор за влегување на СДСМ во власт без избори, туку за мерки кои би помогнале да се зголеми довербата на опозицијата за да излезе на избори и да се увери дека нема доверба. Од Социјалдемократскиот сојуз остануваат на ставот дека по констатирањето на оставките на министрите од опозицијските редови, договорот од Пржино е мртов. Договорот од Пржино е погребан, заради тоа што едно од најсериозните карики на самиот договор, а тоа е организација на влада за подготвување на изборите и спроведување на самите избори е урнисано со едностранната одлука од страна на Никола Груевски и Али Ахмети. За да се реафирмира повторно од опозицијската партија велат, предуслов е целосно повлекување на аболицијата, па потоа да се разговара за техничка влада, избирачкиот список и реформи во медиумите. За албанскиот блок договорот и понатаму функционира. Една година подоцна, жив или мртов, останува неизвестно кога ќе се одржат парламентарни избори. Власта изразува подготвеност кога СДСМ ќе собере храброст да излезе на избори на 100 дена пред одржувањето да има техничка влада, а до тогаш реформите ќе ги спроведува владата на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. За проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Ход и Ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и Ход за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и Ход. Цевитана за обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Да, Македонија си има своји проблеми, Велика Британија и Европската Унија си имаат други проблеми. Да бевме членка на Европската Унија, веројатно ќе не загрижуваше многу повеќе овој референдум на британците. Јас, она што гледам од насловот на емисијата, мислам дека има мала грешка и би сакал режијата да го дополни. Значи, ЕУ е цела со или без Велика Британија. Ме молам, коригирајте го текот на емисијата. Значи, ЕУ е цела со или без Велика Британија, тоа е една дилема која би сакал да ја отвориме вечера. Господин Јосифовиќ, еве со вас. Е цела или не е цела без Велика Британија? Апсолутно дека не е цела. Проспектот на Европската Унија е постојано да се проширува, да ја шири она неизино клише дека проширувањето е политика со која што се шири зоната на безбедност, мир и стабилност. Така што без Велика Британија, без било која друга членка на Европската Унија нема да биде цела. Впрочем, Европската Унија и на самитот во Солун, ми се чини 2000 година, сама кажа дека без интегрирање на целиот Балкан внатре во Европската Унија нема да може да биде цела. Сега, ако се постави прашањето дека самиот договор од Лисабон, ми се чини во членот 50 предвидува постапка една држава да може да покрене, да иницира постапка за излез од членство,
фактички ја дава можноста секоја држава членка која што не е задоволна од условите кои што ги преговарала за нејзиното членство во Унијата, дека постои можност таа да си побара самата да излезе од членство во Унијата и на тој начин фактички Европската Унија дава дозвола дека секоја држава може дека Унијата може да функционира и без таа држава која што ќе ја покрене постапката според членот 50, иако јас стојам на ставот дека без Велика Британија, чисто кратко и јасно, Европската Унија не би била цела. Ако гледаме на основ на државите основачки во кои што Велика Британија не е во тие 6 држави основачки на Европската заедница за јаглен и челик, во тој случај Европската Унија би била цела, се додека постојат тие 6 држави членки кои што се основачки, а ако се гледа во основ во рамки на сите 28 држави членки, Европската Унија нема да биде цела, бидејќи излезот на една држава сигурно ќе има реперкусии како врз другите држави, тоа може да предизвика и дополнителен домино ефект на основ на популизмот, дека се повеќе растат евроскептични партии, десничарско ориентирани партии кои што залагаат редефинирање на нивните односи со Европската Унија, а самото тоа може да повлекува и утренивно размислување за евентуален излез од членството, бидејќи тоа го дозволува договорот од Лисабон. Имајте во предвид дека досега не е покрената таква постапка, ова е прва постапка за излез на некоја држава надвор од Европската Унија, иако Гренланд тоа како територија на Данска го има направено тоа предходно, но тоа е од причина што Гренланд имаше посебен специјален статус како дел од Данска во односите со Европската Унија. Ова е прва ситуација каде што една држава членка покренува постапка за целосен излез од Европската Унија. Добро. Според мене нема да биде од правен аспект, да, но како што рековте, политички веројатно не е исто. Господине Халили, ако го познавате менталитетот на британците и економската и политичка ситуација во Велика Британија, што е тоа што два пати ги тера британците да излегуваат на референдум за тоа дали да останат или не во Унијата, и тоа еднаш во 75-та, многу брзо откако еднашка веќе беа примени по 3 обида да влезат во Унијата. Знаеме, два пати безуспешно не ги задоволува критериумите за влез во Унијата и беа одбиени. Третиот пат успеава и потоа гласа останаа во Унијата, сега повторно барат. Зошто сакаат британците, барем еден голем дел, бидејќи веројатно во овој момент е многу поделено мислењето таму, дали да се останува или да се оди? Прво, еден краток одговор на вашето прашање. 1950 година Шуман пред францускиот парламент рекол дека Европска економска заедница не може да биде без Велика Британија. Практични основачи на Европската Унија се Жан Моне и Шуман, меѓутоа идеатори били и порани и филозофи, и писатели, и политичари. Но Черчил, британски конзервативен премиер, бил меѓу најгласните луѓе кои се залагал за Европска Унија. Тој дури 50-та година се залагал за создавање на Европска армија, на што Франција се спротивставила. 1940 година Черчил предложил британско-француска унија. Со тоа што тој рекол дека секој британец кој ќе оди во Франција ќе се чувствува како французин, бидејќи ќе добие француско државјанство, и секој британец кој ќе оди, секој французин кој ќе доаѓа во Велика Британија ќе се чувствува како британец, бидејќи истото ќе добие британско државјанство. Меѓутоа, овој план на Черчил го невозможи Хитлер со окупацијата на Франција. Познати се или позната е риториката на Черчил цело време дека тој се залага за создавање на обединети европски држави. Посебно неговиот говор 49-та во Цири, и бил еден од најголемите заговорници на создавање на Европската Унија како што е денеска. И тогаш тој вели дека во таа обединета Европа нема да има бариери меѓу државите
и патувањата ќе бидат со малку рестрикции. Значи, денешната визија. Како политички ентитет, не толку како економска заедница, веројатно, што е спротивно на почетоците на Унијата, така? Почетоците на Унијата се без Велика Британија од неколку причини. Затоа што според приоритетите на Черчил, прв приоритет била монархијата, Велика Британија и Комонвелтот, британскиот Комонвелт. Втор приоритет биле државите кои зборувале англиски јазик и трет приоритет Обединета Европа. И сега противниците на тие што велат дека Черчил не бил тој што се залагал за Обединета Европа и создавање на заедница за јаглен и челик, потоа економска заедница на Европа, туку бил против тоа Борис Джонсон, кој е сега за напуштање на Велика Британија од редовите на Европска Унија, во биографијата на Черчил вели дека Черчил не бил вистински обожавател на тоа Велика Британија да биде членка на Европската економска заедница. Многу историја и влегов тој нека. Да, мора историјата да дојдеме до денеска. Да, е интересна историјата, ама сакав да... Зошто тогаш Велика Британија не се приклучила кон Европска економска заедница? Затоа што тогаш Велика Британија била економски најјача земја во Европа и меѓу најјаките економски земји во светот. Затоа што британската фунта било платежно средство скоро во цел свет, бидејќи Британија имала колонии, имала држави со кои и ден денеска економски соработува. 55% од трговската размена била со Комонвелт државите и со другите земји. И немала интерес да се приклучи кон Европската економска заедница 57 година со договорот во Рим. Меѓутоа, кога доаѓале 60-тите години, британската економија паѓа постепено во криза и 63-та година е прв обид Велика Британија да стане членка на Европската економска заедница, што Де Гол поради своји интереси го одби, 67-ма исто го одби. Меѓутоа, 73-та година влегува. Тоа значи дека не е причина што денеска владее со Велика Британија конзервативната партија. Затоа што партиите се менуваат, меѓутоа политички платформи остануваат. Ќе се навратиме на ова. Ќе се навратиме. Само имате реплика или сакам да ја прашам дали ова што говори Халили како политика и економија, незадоволството на Велика Британија од или неспремноста за компетитивност со новата ситуација во Европа на некој начин ги тера британците да излезат или станува збор за нешто друго? Не, видите, Велика Британија е доволно компетитивна на европскиот пазар. Ако треба да дадеме конкретен одговор на ова прашање зошто Велика Британија бара два пати надвор излез од Европската Унија, тоа е затоа што тие долго време чувствуваат самите дека немаат глас внатре во Европската Унија. Значи знаат јасно дека Германија е главниот двигател, тоа од една страна. Второ, дека Франција исто така е заедно со Германија меѓу главните двигатели на целата економија во Европската Унија. Велика Британија се чувствува како нето контрибутор во буџетот на Европската Унија без при тоа да има некои пари кои што би ги добиле за возврат, кои што можат да ги употребат за други намени, а и да ги добијат за возврат тие се наменски пари, не можат тие самостојно да раководат со нив. Има многу повеќе од ова што е и самиот настан е малку, ако бараме некоја аналогија, срочен да се одржи во 2016 јуни, иако Камерон, кога тоа го утврдуваше, бараше тоа да се одржи до крајот на 2017 година, без претходно да има утврдено кој би бил тој период.
тука настапија европските институции малку потрезвено, затоа што ја увидоа ситуацијата во која насока може да дојде. Знаете, ова и дури да не излезе Велика Британија, тоа пак преземениот референдум е голем удар, голем шок за Европската унија, бидејќи како што велат мислам гласовите таму се поделени горе-доле пата, не е некоја голема моментално е 46. Не е некоја многу голема разлика. 43 заменување. Не е некоја голема разлика. Иако Велика Британија знаела и во минатото да има многу големи грешки со овие референдумски проценки пред да се одржи референдумот. Значи, она што сега го прави Велика Британија 2016 година беше предвидено да се одржи до крајот на 2017 година, е резултат на настапот на институциите кои што се втурнаа во малку брзо преговарање за утврдување на условите со кои што Велика Британија ќе го одржи овој референдум. Бидејќи, пазите, не сакаа да се случи овој референдум од 2017 година, бидејќи имате избори и во Франција и во Германија. Тогаш политиката ќе беше многу другачија водена и многу поголемо ќе имаше влијание за самите избори и во Германија и во Франција. Затоа овој референдум е вметнат за сметка на преговарањето поголемо од страна на институциите. Што би променило изборите во Франција и Германија? Па може да променат во насока на тоа како ќе се одвива целата дебата во рамки на останувањето во Европската унија. Не знам дали го видовте последниот банер, последниот постер кој што излезе во Велика Британија за излез на Велика Британија од Европската унија. Германија е држава која што се залага за членки не само за тоа, за државите од Балканот да влезат во Европска унија. Германија се залага, отворено е за влез на сите држави од Балканот во Европска унија. Последниот банер кој што излезе од страна на оние кои што заговараат излез на Велика Британија од Европската унија е со девојка која што стои со рацете на глава, замислена, во која што вели ќе треба да обстоиме во Европска унија, во која што членки ќе ни бидат Албанија, Македонија, Црна Гора, Србија и евентуално Турција. Дали сте за таква Европска унија? А Германија се залага за членство на тие држави во Европската унија. Значи, таа аналогија во однос на тоа сега да се одржи референдумот, според мене, апсолутно има. Значи, Велика Британија бара излез затоа што самата знае дека нема голем збор во политиките кои што се одвиваат во Европската унија. Таа е бюрократска заедница, Европската комисија е таа која што најчесто ги усвојува, односно ги извршува одлуките, односно регулативите и директивите кои што ги усвојуваат другите институции, и Велика Британија се чувствува загрозена. Ние можеме, ако треба, и политика по политика да дебатираме што е стравот кај Велика Британија. Од потрошувачка, односно од членството, колку пари даваат, од безбедноста, од имиграцијата, од благосостојбата, од земјоделството, рибарството. Значи, Велика Британија на се гледа. Значи, за тој излез отвори дебата за сите политики кои што се водат во рамки на Европската унија. Не е чисто едноставно само дебата да разговараме за... Малку ми противречите. Рековте дека е компетитивна, а излегува дека ни политички, ни економски, дека не е толку компетитивна со Германија и Франција, кои што ги одзеле гласот. Не е компетитивна. Не. Таа е компетитивна во однос на економските политики. Сака да си ја задржи фунтата. Политички не. Политички апсолутно не. Значи, најголемите гласови во институциите на Европската унија ги има Германија. Најголемите политики кои што се спроведуваат во Европската унија најчесто се спроведуваат врз основа на одлуките кои што ги носи Германија и Франција. Затоа Велика Британија, затоа однапред кажа, Велика Британија од моментот на членство нема голем збор во институциите на Европската унија. Не е поради. Има или нема голем збор и зошто би немала? Таа не е од малечките држави во Европската унија. После Франција и Германија, кој друг како не Велика Британија? Ќе објаснам заради Турција е проблемот. Видите, таа теорија не држи. Затоа што Велика Британија е влезена во Европската унија кога веќе почна незината економија да падне. И од 56% трговија со земјите на Комонвелт и другиот свет, сега во овој момент има 24% трговија со земјите на Комонвелт и другиот свет, туку 45% со земјите на Европската унија. И Велика Британија во овој момент има јака економија. И тука тоа не е причина. Причината е во тоа што британците мислат дека премногу плаќаат во европскиот буџет, а помалку добиваат. И дебатата беше кога се усвои буџетот на Европската унија до 2013, кога Тони Блеер се спротивставуваше на политиката на Франција, дека ние највеќе
контрибуции даваме во Европската Унија, а Франција најповеќе добива поради аграрната политика на Европската Унија. Втор сегмент зашто британците сакат да ја напуштат Европската Унија е тоа што пред 2-3 недели, пред една недела го рече Борис Джонсон дека Европската Унија денеска е нешто полошо него диктатурата на Хитлер. Значи има демократски дефицит внатре во Европската Унија. Според нив тоа значи дека околу 55% на законите што треба да се усвојат во Европскиот парламент треба да бидат и закони на земјите членки. И сега за парламентите на земјите членки останува 40% од законите. Значи, тие го осеќаат тоа како губење на нивниот суверенитет. А зошто само Велика Британија така го чувствува? Не е само тоа. Видите, ние сме имале редица референдуми, не за напуштање на Европска Унија. Сме имале дански референдум за Мастрихтскиот договор, мислам. Потоа сме имале референдум на Холандија против Уставот на Европа, референдум на Франција против Уставот на Европа, на Ирска против Уставот на Европа. Тоа се незадоволства. Тоа се еден чекор пред една земја да ја напушти Унијата. Само што британците тоа го сториле 2 пати. Првиот пат британците не влегле во Европската Унија поради common market, заедничкиот пазар. Бидејќи тие имале други пазари. Ама тие останаа надвор и од Мастрихт и од референдумот од 75-та година предводена од лабористот Харолд Вилсон било да се потврди политиката дали британците сакат да бидат составен дел на заедничкиот пазар или не. Сега ова има предисторија, јако вие велите оставите ја историјата. Да не отвоиме многу време за да можеме да проговориме. Имаме време доста. Предисторијата е во тоа што 2005 година ние имавме бомбашки настани во Лондон, каде погина 56 британци и други државјани други земји кои беа присутни во метроата И тој датум, 7 јули 2005 година, е почеток на нова ера во Велика Британија. Тоа значи дека пропаст на политичката платформа на Тони Блер за мултикулти Британија. И сега тоа го искористија конзервативците дека ево имавме еден обид да создаваме една држава врз принципите на мултинационална и мултикултурна Велика Британија, излезе дека не успеа. Не успеа затоа што атентаторите беа млади луѓе кои беа родени во Велика Британија, израснети во Велика Британија. Значи, неуспешна платформа на лабористите. И сега конзервативците, или ториевците, како ги викат, тоа време бира лидер на партијата. Меѓу кандидатите за лидер на партијата, фаворити беа Кенет Кларк и Дейвид Дейвис, тогашен секретар за внатрешни работи. Меѓу другото, меѓу фаворитите беше и Дейвид Камерон. Но Дейвид Камерон беше од 17 кандидати некаде на 14 место, колку се сеќавам. И во неговата предизборна внатрепартиска платформа, тој се фокусираше на одредување на политиката на Велика Британија кон САД. Во случај да тие имат тесни врски, но не полтронски врски, како што тие ги нареков врските на Тони Блер со Џорџ Буш. Второ, антиимиграционата политика беше во фокусот на дискусиите на Дейвид Камерон. И трето, референдумот за Европска Унија. И Дейвид Камерон, овие три негови заложби, врз основа тој победи. Ги победи и Кенет Кларк и Дейвид Дейвис. И врз основа на тоа, тој одби во 2012 одби
иницијативата на ЮКИП, значи независната партија националистичката на Фараж, Найкъл Фараж, да организира референдум 2012. 2013 на годишната конференција најави дека ако победи 2015 до крајот на 2017 организира референдум за британците. Значи, тоа што вети тој во предизборната меѓупартиска кампања, тоа го реализира. Реплика имате? Да, затоа што од една страна се каже дека тоа моето дека Велика Британија нема доволен глас во Европската унија, беше утврдено дека не држи вода, апсолутно држи вода, што ме потврдено дека 55%, а и повеќе од законите кои што ги усвојува, односно легислативата која што усвојува Европската унија, не е тоа легислатива која што усвојува Велика Британија, туку тоа е легислатива што усвојуваат институциите на Европската унија, се директно применливи во внатрешното законодавство на Европската унија. За сите земји членки. Ама токму таму излага ставот дека Велика Британија нема доволен збор внатре во рамки на Европската унија, бидејќи, повторно ќе кажам, Германија е главниот двигател во рамки на Европската унија и главен иницијатор за усвојување на законодавството во... важат и за Германија. Не важат само за Велика Британија. Ама апсолутно важат и за Германија, меѓутоа сите иницијативи најчесто доаѓаат од страна на германско-француска иницијатива. Тоа ми е муабето што сакам да го кажам. Затоа Велика Британија не се согласува со начинот на кој што функционира Европската унија од внатре и начинот на кој што се усвојува законодавството, односно дека голем дел од суверенитетот кој што го имаат државите членки, а Велика Британија е прилично љубоморна на својот суверенитет, која што до пред некое време имаше и цврст карактер на суверенитетот, не е задоволна од тој начин на кој што функционира политиката внатре во Европската унија. И цврст карактер имала и Франција. И Дегол, затоа Дегол едновремено истапуваше од некоја институција на Европската унија. Тоа... Но зошто Велика Британија постојано бара специјален статус? Таа, преска споменав, таа не е ни на Мастрихт членка, не е ни на еврозоната. Сега исто така не е задоволна. Дали бара, како да кажам, не се наоѓа себе си во оваа игра на Германија и Франција, или бара токму заради тоа поголема заштита на границите и ме интересира улогата на бегалската криза како да е непосредно причина за ова одлука на Камерон да има голема, значи и преговорите кои што успеа Велика Британија да ги усогласи со Европската унија за тој специјален статус, доколку референдумот во Британија утврди дека тие треба да останат во рамки на Европската унија, токму се однесува на еврозоната и на мигрантите. Значи, Велика Британија бараше многу поголема сигурност за низината фунта, да не биде дискриминирачки поставена во однос на европскиот пазар, односно во оние држави каде што се користи фунтата, а имиграцијската криза има посебна тежина во рамки на овој референдум, бидејќи во моментов Европската унија се наоѓа во една од своите најтешки кризи кои што се од нејзиното основање. Претходно сте имале поголемиот дел од кризите биле политички, кои што Европската унија ги решавала доста успешно и излегувала посилна со склучување на нови договори и со реформирање на институциите. Сега се работи за криза која што е не само политичка, од економската излага, меѓутоа остатоците и понатаму се чувствуваат. Се работи за криза која што е и безбедносна и која што е во основа територијална и човечка. Велика Британија има прилично голем страф од мигрантите и затоа најголемиот дел од реформите кои што ги, односно од редефинирањето на... Не беа најголеми број мигранти не отидоа во Велика Британија, во Германија сепак остана. Не. Значи годишно е проценето дека, значи кога збориме мигранти, опфаќаме се. Значи не опфаќаме само бегалци, значи опфаќаме се. Оние за кои што Халиди говореше дека беа колонии во... Не, ама ние подразбираме под мигранти и оние кои што доаѓаат и од Европската унија во Велика Британија да работат. Значи годишно по 300.000 луѓе во Велика Британија влагаат, кои што се поделени на пола-пола, од кои што 150, односно 160 се од членство од Европската унија, од членките на Европската унија, остатокот се од држави кои што се надвор од Европската унија. И тоа за Велика Британија е товар, затоа што тие не учествуваат, односно и да учествуваат во буџетот, а парите кои што ги зимаат ги враќаат назад во своите држави, односно не учествуваат во буџетот внатре во Велика Британија, и тоа за Британија има еден пример со Полска кој што е многу сериозен токму во оваа насока. Ако има време да го
објасниме, по случај да не треба реклами. Тоа викам дали. Има, ама ќе ги одложиме малку. Значи, да завршиме со мислата, па. Значи, граѓаните од Полска заминуваат од својата држава во Велика Британија. Проблемот со имигрантите е најчесто поради Полска и други три источноевропски држави. Меѓутоа, најчесто е поради Полска, бидејќи полските мигранти најчесто заминуваат во Велика Британија. Полските мигранти кои што заминуваат во Велика Британија добиваат ниско платени работни места поради нивните ниски вештини. Велика Британија нема интерес да финансира во тие работници во изучување на јазик и во нивни вештини. Од друга страна, Полска се чувствува загрозена поради губење на својот потенцијал од државата, бидејќи тие бараат за нив, за полската држава, тоа е барање на работни места кои што се поплатени од од работните места во Полска. Со тоа, државјаните на Полска во Велика Британија завршуваат заборавени од својата држава и оставени да работат ниско платежни работни места со многу малку вештини. И тоа на Велика Британија им смета и они воведоа едно нов вид на редефинирање на преговорите во однос на мигрантите, не само од оние кои што се од Европската унија, туку и оние кои што се и надвор од Европската унија, со тоа се вели црвен картон. Они го велат сега црвен картон во договорот кој што го вметна е црвен картон кој што ќе утврди дека 4 години мора минимум да бидеш во државата со работа и со плаќање на давачки, ако сакаш тие да ги намалат бенефитите кон. Апсолутно ќе ги намалат бенефициите. Добро, одиме со реклами, малку Халили, па после се почнуваме со вас. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Еве неповторно во отвореното студио на телевизија Нова разговараме за Брексит, популарно наречен престојниот референдум во Велика Британија за останување или избегување од Европската унија. Разговараме со Мухамед Халили и Ивица Јосифовиќ. Пред рекламите завршиме со објаснувањето на Јосифовиќ за тоа зошто британците се исплашени на некој начин од големиот наплив на мигранти, но не само овие сега од сега бегалската криза, така ве разбрав, туку и од оние редовни мигрантски движења кои што настануваат од останатите земји членки на Европската унија, кои бараат работа во Велика Британија. Мене не ми е јасно, господине Халили, зошто појаците одат во Велика Британија, не одат во Германија, бидејќи на Балканот се знае, кога се оди на гурбе, се оди во Германија. Не знам дали има некои сондажи каде сега овие новонастанати земји членки на Унијата, каде граѓаните мигрираат да бараат работа во Холандија, во Германија и во Велика Британија. Дали имате вие некои такви? Видите, тие насекаде барат работа. И не се тука проблем поляците за Велика Британија. Иако тие се нешто во најголем број од останатите земји на Источна Европа. 2005 кога бев јас тамо на служба, ги имаше околу 450.000. Поляци? Да. Меѓутоа, тогаш беше проблем 2008 година, например, имаше забрана на вработување на државјаните од Бугарија и од Руманија, земји кои што туку влегува во Европската унија. Се плаша дека и има една клаузула во Европската унија дека земјата може, секоја земја посебно, имајќи ги предвид своите услови, може за одредена работа да стави една бариера до 5 години. И бугарите и румунците нема право на вработување внатре во Европската унија, поради тоа што Велика Британија сметаше дека Бугарија и Романија пребрзо станале земја членка на Унијата и не ги исполниле сите услови, и од тоа да нема поголем број на државјани од Бугарија и Романија кои работат во Велика Британија, тие 5 години не им дава нив право на работа, иако тоа спротивно европската законодавна. Тие сега скоро се исплашија. Затоа што секоја кога разбра дека голем број македонци како земаат бугарски пасоши,
дека и цела Македонија така ќе заврши во Велика Британија и знам се сеќавам пред некој месец имаше реакција од Велика Британија. Не, видите сега, тие што пропагираат за напуштање на Унијата, пример го земат Балканот и Турција. Темек ние не сакаме луѓе, државјани од земјите каде владе анархија, економскиот криминал, каде луѓето не ги почитуваат законите на земјата кај одат. Тоа е една искривена слика. Неквалификувани како Не, искривена слика е тоа, на тие што се залагат за напуштање на Унијата. Затоа што сите овие земји никаде не е утврдено дека тие се производ на економски криминал, на тероризам и така натаму. Ние гледаме дека терористичките закани не доаѓаат од Балканот и од Турција, туку доаѓаат од Сирија и другите близкоисточни земји. Но сега двете страни се борат да победи нивната опција. И еднаш тие го компарира со Албанија, демек вие сакате да примате државјани од Албанија, земја каде цуте дрогата и економскиот криминал. Но тоа не е точно. Затоа што сепак Велика Британија не е членка на Шенген зоната. И таа има посебни бариери за секој за да оди во Велика Британија. А повторно бара зачувување на своите граници, уште повеќе. Меѓутоа, тие што се сега за останување во рамките на Унијата имат контрааргумент. Тие велат, добро, ако вие сметате дека напуштањето на Велика Британија на Европската Унија ќе придонесе да се намали имиграцијата во Велика Британија, тогаш ќе имате друг проблем. Границата на Европската Унија наместо во Пат де Кале во Франција, за вас ќе биде во Довер. И сите тие мигранти ќе дојдат во ваша територија да барат влез, како што беше случајот на Македонија. Македонија не е членка на Европската Унија, но се соочуваше со бегалската криза. Ние дури повеќе се соочуваме го Грција што е земја членка. Ова е контрааргумент на овие што се борат за да остане Велика Британија во. Но проблемот е во тоа што луѓето веќе обичните британци се заситени од разни криминални действија кои ги прават одредени структури на мигранти, не сите. И друго, услугите се сега во прашање. Например, тоа што беше Полска. Во Полска има многу создадени предпријатија кои нудат услуги. И тие истите услуги во однос на британците ги нудат со пониски цени. И автоматски британците кои се занимаваат со услуги се во неравноправна положба, бидејќи за иста услуга британците плаќаат различни цени. Освен овие политички безбедностни, да ги наречам, проблеми, ми се чини, имаше еден податок дека стотици британски фирми исто така сакат Британија да замине од Европската Унија. Не, тоа е треба да се види за какви фирми се работи. Тоа би требало да се претпостави дека тоа се малку помалите фирми, оние кои што се поголемите бизнис предпријатија кои што имаат широка распространета мрежа. Не, тие апсолутно. Домицилни фирми кои што функционираат на подрачјето на Велика Британија, веројатно е потешко да се соочуваат со. Треба да се признае дека извозот на Велика Британија со самото членство во Европска Унија на тој заеднички пазар е многу поголем и данокот на кој што се плаќа е многу понизок, така што ако се гледа од тој аспект чисто и јасно, нема тука што многу да се дебатира. Велика Британија во тој поглед треба да остане во рамки на Европската Унија. Основното прашање за излез на било која држава членка за излез од Европската Унија би требало да биде политичко безбедносно прашање, многу помалку економско, затоа што основата на заедничкиот пазар е да има економски раст на државите и извозот помеѓу нив да тече, односно размената трговска да тече без никакви проблеми. Проблемот настанува прво со она што во рамки на Европската Унија имате две нивоа на интеграција.
интеграција која што Велика Британија со ова ново редефинирање на договорот ја намали, односно се вели дека Европа во две брзини. Држави кои што се способни, меѓу кои што влегува и Велика Британија, побрзо да се интегрира, односно побрзо да влезе во рамки на интеграција со другите држави, за кои што тие не сакаат тоа да се случи, туку сакаат сами да одлучуваат на начинот на кој што ќе водат интеграцијата во рамки на Европската унија и тоа го издоговараа на успешен начин. Од друг аспект, економската положба на Велика Британија во рамки на Европската унија е јасно поставена, доста успешно издоговарана од Камерон во поглед на задржување на фунтата и во поглед на задржување на заедничкиот. Тие и да излезат од Европската унија, тие пак ќе имаат придобивки од заедничкиот пазар. Тие пак може да бидат дел од заедничкиот европски пазар и пак на тој начин да бидат контрибутори во буџетот. Тоа не има гаранција дека нема да останат во тоа. Така што економски за Велика Британија е многу подобро тие да останат во рамки на Европската унија. Овдека сум од аспект на укажување на оние елементи кои што се за и против излез и на Велика Британија од Европската унија во однос на неколку одредени политики кои што се политички и економски. Граѓаните политички се повеќе за тоа во Велика Британија да излезе од Европската унија, меѓутоа во поглед на економските придобивки кои што ги има самата држава, тие се повеќе за останување во рамки на Европската унија. Халили, говоревме за Британија да остане и да замине од Европската унија. Но каква е политиката и ситуацијата со Унијата, односно со останатите членки на Унијата, при евентуално заминување на Велика Британија? Или како Брисел, генерално, како една централна политичка влада, кај што се наоѓа, би реагирала на заминувањето на Велика Британија? Како би се реперкуирало и општествено, безбедносно, економски, па и политички на Унијата, бидејќи главната теза изминативе години е зголемување на Унијата и зацврстување на заедништвото, заедничка безбедност и надворешна политика. Дали ќе биде удар тоа што најмногу Велика Британија сега се спротивставува, тоа е на политиката на уште потесна Европска унија. Значи, уште потесна соработка меѓу земјите членки на Унијата. Тоа британците не го сакат. Затоа што сметат дека губат на суверенитет. Тоа е една од главните причини. Второ, сега се прават анализи. Се прават анализи на економски план, дали Велика Британија би добила или би изгубила. Така што, како што читам, Financial Times направила собир на околу 350 бизнисмени, академици, една друга асоциација на 600 бизнисмени и сите дошле до заклучок дека евентуалното напуштање на Велика Британија, на Европската унија, би била економска загуба за Велика Британија. Со тоа што веднаш од тој момент, како што се изразува Девид Камерон, околу 3 милиони работни места врзани со Европската унија би се изгубиле. И тоа, тие што се за напуштање го велат спротивното. Велат дека 4-5 години Велика Британија ќе се соочи со овој проблем. Меѓутоа, после ќе дојде времето на поголемо вработување од самите ресурси на државата во соработка со други земји не членки на Унијата и со земјите членки на Унијата. Но тоа е друго поглавје, бидејќи како Европа го доживува. Бидејќи во случај Велика Британија да гласа за напуштање, тогаш треба да следи 2-годишен период за преговарање на Велика Британија со Унијата, под кои услови ќе излезе. Да, не може веднаш да напушти. И како гледат сега другите. Сите, не само земјите членки на Европската унија, туку Јапонија гледа лошо на тоа. И Јапонија пораката до британските власти ја има напуштено дека се треба да се направи за Велика Британија
да стане земја членка на Унијата. Истото И Обама го рече. го вели и Обама. Затоа За кој што велиме дека Британија нели затоа што причината што Велика Британија аплицирала за членство во Унијата 75-та година била инструкцијата на Америка. Токму тоа што го рече професорот, Велика Британија да игра улога во Европската Унија. Сега кога напушти фактички улогата на Америка би се намалила. Ќе стане истото тоа го вели Меркел. Истото тоа го вели Франсуа Оланд. Сите тоа Оландија овие денови Че зголемуваат притисокот. Го зголемуваат притисокот да се убеди јавното мнение во Велика Британија дека треба да гласат за останување на Велика Британија во рамките на Унијата. Господин Суфовиќ, овој аспект, да речеме, премиерот Камерон е за останување на Велика Британија и тоа јавно си го кажа својот глас. Колку е тоа опортуно и јавно и јасно, и колку што можев да разберам, може не сум во право, таа слобода на изјаснување дури и во рамки на кабинетот на Камерон. 23 членови на кабинетот се за, 7 се против. Односно 23 се за останување, 7 членови на кабинетот се против. Дури не е голема ни разликата ни во самата конзервативна. Тоа е многу добра демократска основа за преговарање. Мислам, тоа треба да го имаат, поред мене, секоја политичка партија, а британците тоа го гајат, англосаксонското право, британците посебно тоа го гајат со долги години внатре да имаат долги, широки дебати за секое прашање кое што е од важење за самата држава и да имаат доста спротивставени ставови каде што отворено расправаат за тоа. Не е многу близко до нашиот менталитет тука, морам да признам нешто. Да, далеко тоа да е близко. Самата конзервативна партија, членовите на конзервативците кои што се во парламентот се некаде околу 160 наспроти 130 во поглед на тоа кои што се за. Има убедување тука, да, апсолутно. Повеќе се за останување, збориме за владеачката партија. Помалку се за излез. Меѓутоа, ако се гледа за лабористите се скрос 90 и нешто, не за останување. 90 и нешто % се за останување. УКИП си е стандард за излез. Социјалдемократската партија е пата, така што поголемиот дел се за излез. Дали има разлика од 75-та кога обратно? Да речеме, тоа што на власт беа лабористите. Да. Тоа што е без останување. Тоа беше референдум да се потврди ставот на Велика Британија кон заедничкиот пазар. И 65% на британците гласале за останување, со тоа што аналитичарите очекувале поголема бројка да биде по постотката. Значи, овој референдум е покренат на барање на Камерон, меѓутоа на барање на неговите сопартици. Значи, ова е покренато од самата конзервативна партија. Да, ако победат дека ќе го отвори тоа прашање, односно дека референдумот ќе се спроведе, меѓутоа пак, како што кажа и амбасадорот, тоа нема да оди така лесно и нема да оди едноставно. Тоа и да успее референдумот за излез, тоа си има постапка и процедура. Дури и ако не успее или ако успее референдумот за излез, и во самата Велика Британија има постапка правна која што може да утврди дека Велика Британија да остане во рамки на Европската унија, доколку се утврди дека на референдум би излегле од Европската унија. Меѓутоа тоа би референдум? Не, тоа самиот дом представнички може дополнително да ја потврди одлуката за излез или за останување во рамки на Европската унија, меѓутоа доколку тие гласаат спротивно на референдумот, тогаш во тој случај би било политичко самоубиство, освен доколку лабористите кои што се сега во опозиција не излезат со друг став, па доколку и тие ги добијат изборите кои што би следувале, не излезат со некое друго решение. Видите, референдумските резултати се обврзувачки за парламентот. За овој аспект има било за долниот дом, било за горниот дом. Тие се обврзувачки. Но во рамките на преговорите меѓу Велика Британија и Европската Унија можат да се најдат модуси за понатамошна економска, политичка и друга соработка на Велика Британија со Унијата. Како што, например, има сега Унијата со земјите од Средоземјието,
Има унијата со Русија, има унијата со САД. Ама не е исто. Ама тоа не е веќе членство. Тоа е модуси на соработка на унијата со Велика Британија. И затоа тој период е двогодишен за преговарање на модалитетите за излез од членството. Не ги слушнав од режија да ми најават реклами. Дали можам да побарам последниот блок реклами, потоа да завршиме со дебатата со гостите? Одиграјте паметно. Изберете најниска каматна стапка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер С ненаменски подрашувачки кредит и добите до 1.200.000 денари без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпаркасе банка, банка на вашето семејство. Кога најмодерната технологија на производство ќе се соедини со 60 години искуство и традиција, се создава вистински квалитет за оние кои користат оптимално и оние кои сакаат максимално. Нови моторни масла Максима и Оптима од рафинеријата за масло Модрича, Нестро. Брексит. Говоревме за излегувањето на Велика Британија од Унијата. Говоревме малку и за тоа колку Европската Унија како би го доживеала тоа. Особено сега ме интересира како останатите членки на Европската Унија кај кои што постои дилема за излегување од Унијата би се однесувале, доколку Велика Британија сепак на референдумот се изјасни дека ќе заминат. Дали се тоа посилните држави во Европската Унија или се оние економски послабите кај кои што има тенденција, кои што не чувствуваат дека добиле многу од Европската Унија за обајцата? Дали може да повлечат и други теми членки да го побараат тоа и како тоа генерално би се наврати на натрепартиската демократија кај конзервативците. Иако Камерон им оставил слободни раце на своите министри. Меѓутоа, тој, меѓу другото, се изразил дека жале зашто за едно крупно прашање за еднината на земјата ние сме поделени на две страни. И тој гест, Девид Камерон, го нарекол како неморален гест, што ги налутил своите сопартици и веројатно последиците од натрепартиската демократија ќе се видат наредниот период. Второ, има незадоволство скоро кај сите земји членки, бидејќи апетитите на сите не можат да се удоволат наеднаш и за секогаш. Ние слушавме разни изјави од Чешка, од Унгарија, од Полска, каде тие се изјасниле дека не сакаат една Европска Унија која ќе биде седиште на азилантите од муслиманските земји. Значи, Унијата не успеала во таа имиграцијна политика, нема заеднички јазик. Меѓутоа, во надворешната политика на Европската Унија, земјите членки можат да имат и свој собствен став во надворешната политика и да почитуваат заеднички став на заедничката европска надворешна и безбедносна политика. Така што, дали тоа ќе биде причина уште некоја земја членка да ја напушти Европската Унија, јас не можам да се изјаснам, немам јасна визија за тоа, но секогаш земјите кои најповеќе добиле од зачленувањето во ЕУ се помалку задоволни. Да земеме
Ирска, економскиот развој на Ирска дошол веднаш после зачленувањето на Ирска во Европската унија, а Ирска гласаше против уставот на Европска унија. Меѓутоа, некои земји имаат разлог. Дали тоа ќе го сторат или не, јас мислам дека е тешко да го предвидувам, но незадоволствата по овој или оној повод секогаш ќе постојат. Јосифовиќ, вие што мислите? Самото преземање на референдум во Велика Британија е проблем сам по себе, затоа што со тоа се отвара можност, дури да не излезе Велика Британија од Европската унија, се отвара можност секоја друга држава да може да го преземе истото, за да го редефинира, односно повторно да го испреговара своето членство во Европската унија и да си бара, да си бара посебни услови кои што ќе важат за неа. Од рамки на големите држави тоа не верувам дека ќе се случи, дека тоа не би го побарале, односно оние силните економски држави кои што се во Европската унија. Помалите сметам дека не смеат да си го дозволат луксузот да бараат. Тие две чекаат да влезат, така? Да, значи не смеат да си го дозволат тој луксуз да бараат излез од Европската унија. Се согласувам дека и миграцијската криза е најголемиот удар со кој што се соочи Европската унија и таа е таа која што го разбрани овој референдумски момент во Велика Британија, затоа што Европската унија не може да се соочи со таа миграцијска криза со своја заедничка политика, бидејќи точно е, имате 28 држави членки, секоја со различни интереси, имате различни европски институции кои што имаат различен степен и различно ниво, различен начин на одлучување. Сакате да создадете обединети европски држави во кои што ќе имате председател на Европски совет кој што ќе треба да биде председател на сите европски држави, да имате министер за надворешни работи кој што ќе треба да ги раководи надворешните работи на целата и во име на целата Европска унија, што за државите политички гледано е уште еден знак за земање на дел од нивниот суверенитет. Европската унија малку и од тој аспект избрза, треба да се прави разлика помеѓу Европска унија со 15 држави членки до 2004 година и Европска унија со 28 држави членки, каде што имавте прием на тоа се веќе доста политички одлуки за прием на држави членки 10 во пакет од Централна и Источна Европа и 2 медитерански држави, од кои што многу малку од нив ги задоволува основните услови за членство во Европската унија. Словачка, повторно да кажам, доби негативен извештај за исполнување на политички критериуми. Чешка исто така имаше проблеми со човековите права. За Бугарија и Романија па да не збориме. Јасно е дека со самото членство не може да се очекува дека може да тече веднаш мет и млеко. Треба да поминат години и години за да може тие да ги... Што ми е малку чудно, можеби е мој филинг. Кога беше почна кризата во Грција, која ги чини Европа милиарди и милиарди евра, ми се чини се покрена целата Европа да не излезе Грција од еврозоната, а камо од Европската унија, бидејќи имаше конфликт на интереси. Сега за Велика Британија го немам тоа чувство дека многу е потресена Европа. Како да верува дека тоа нема да се случи, како да знаат дека тоа нема да се случи. Гледа, само тоа е мое чувство новинарско околу интересот или што е голема разлика меѓу тоа дали Грција или Велика Британија ќе биде. И тоа само заради тоа што би се нарушил концептот на единствена Европа. За тоа беа пореметени дали Грција ќе ги исполни барањата или дали да излезе или дали да избркаат или не. Токму затоа и ставот мој дека ако една држава се доведе до ситуација или на работ на излез од Европска унија, тоа би можело да представува крах на целата Европска унија и да биде преседан што ќе ги мотивира другите држави членки. Грција може ќе звучи малку и неразумен изразот, меѓутоа за мене Грција е милениче на Европската унија, како во однос на низиниот прием во 81 година, кој што е класично политички за држава која што ни во тој период не беше демократски целосно стабилна. Ниту, да, значи се работи за геополитика. Во тој случај ќе се сложам со фактот дека приемот на Грција е чисто од геополитички аспект, потреба државата да се демократизира и да може да тргне во економски води, меѓутоа основата е геополитичка. Така што со Грција тоа е милениче, Германија издвојува најголеми пари за спасот на Па ако веќе збориме за геостратешки, да, би требало да не примат геостратешки, меѓутоа начинот на кој што се одлучува во Европската унија е сосема различен. Видите,
Проблем е ако една земја членка на Европската унија е во еврозоната и да излезе од еврозоната. Не е проблем една земја членка кој не е во еврозоната да не сака да влегува во затоа што данците преку референдум се изјасниле дека не сакат да бидат дел од еврозоната. Не само Велика Британија тука. И сега друг проблем е што Грција и сега не ги исполнува економските критериуми да биде во еврозоната. Затоа што таму има раст 3,2% од економски критериуми има. Таа е влезена сега во еврозоната, не ги исполнува тие услови. И кога ќе излезе, ќе има други економски импликации. Затоа не е проблем зашто Велика Британија инсистира и не сака да биде членка на еврозоната. Велика Британија била членка на ЕМИ, Европски монетарен институт, и излегла од тоа. И меѓутоа, сега тоа работа на економистите, како ги гледат работите. Преска на прашањето, пред да одговорите, споменавте уште еден дел од демократизацијата во партијата на Камерон и воопшто, говоревме малку за тоа. Од новинарски аспект ме интересира од пиар. Ако премиерот се изјасни дека Британија сака да остане во Европската унија, дали тоа, и ако дел од европските политичари ми се чини притискаат преку кампањи, преку изјави, Британија да остане во Европската унија. Нема ли тоа на некој начин мек притисок врз граѓаните на Велика Британија да гласаат за останување? Дали граѓаните не се поведуваат по мислењето на премиерот? Или пак разликите во изборните разлики меѓу партиите се такви, какво што е и сега расположението и поделеноста во анкетите? Граѓаните го слушат премиерот, но не се обврзни да гласат како што кажува премиерот. Меѓутоа, околу премиерот има еден цел стратешки експертски тим. Джордж Осборн, например, десната рака на Камерон и одговорен за буџет и финанси, тој ги објаснува на граѓаните економските импликации. Потоа, другите угледни академски лица тоа го објаснуваат и тоа е на некој начин не притисок. Може да се каже и мал притисок, бидејќи во тоа се вклучени и другите државници, Обама, Меркел, од Холандија, од Јапонија, Австралија, Канада дури. И тоа е еден психолошки притисок врз граѓаните да видат дека ево, ние ви кажуваме вас дека во случај да излезете од Унијата нема да ви биде подобро. Ние ќе соработиме со вас иако сте вие во Унијата. Така норвежаните му рекле на Камерон. Да, вие доаѓате во Норвешка, меѓутоа и тука е Европа. Да. Вие што мислите? Па не, ја не согласувам дека Камерон би имал толкав притисок или толкаво влијание врз гласачите. Велика Британија е држава која што многу често спроведува јавни дебати, не само на високо политичко ниво, туку и помеѓу граѓаните за сите прашања кои што се од значење за Европската унија, меѓу кои што и ова за референдумот. Не треба да се зема во предвид да се има ставот дека Камерон би имал некакво влијание по дефолт, ако се видат дека самата конзервативна партија е поделена помеѓу себе, затоа што како што едните би го давале тој притисок за останување, така и овие би го давале за излез. Не значи дека ако е премиер, дека по дефолт би требало да се слуша неговото. Не, ама ја не ви реплицирам вам. Ги објаснува своите причини на граѓаните зашто граѓаните треба да гласат за. Не, исто и обратните. Ја не реплицирам на вас. Не ме сваќате погрешно. Ја викам дека не се британците полтруни, па ќе го слушаме премиерот ако тој не е во право. Британците се за јавна дебата најподготвени политички во рамки на Европската унија. За европски прашања таму се спроведува секогаш јавна дебата. А ако го врзете тоа со Република Македонија, ние велиме дека сме најевро
оптимистичка држава имавме поголем временски период, повеќе од 90%. Таму немате, во историја на Велика Британија не сте имале повеќе од 65% поддршка за Европската Унија и за политиките кои што ги води. Тоа е исклучиво само што имате јавна дебата внатре помеѓу граѓаните. Изјавата на Камерон вели дека ова ќе биде гласот на народот кој што ќе се одрази во текот на целиот нивен живот. Значи не вели за во наредниве декади. Значи ова е одговор на прашање кое што ќе зависи и ќе ги следи во текот на нивниот цел живот. Тоа е исто така. Да, тоа е притисок. Тоа е притисок. Едно прашање кое што излезе, тешко бреме им става на граѓаните, ако сгрешиме отидоме. Еве пак да го видиме, еве, да го земеме и како пример, никој не го покрена прашањето за како ќе изгледа прашањето за референдум. Да, не го разгледавме тоа. Значи е прашањето. Тоа е како прашањето е направено веќе. Да, е сложено претходно, значи има модалитети тука во зборовите како се поставени, бидејќи имаше дали Велика Британија, дали сакате Велика Британија да остане или ја напушти Европската Унија? Под А да остане во Европската Унија. Yes or no е само, нема ја напушти Европската. Нема да биде. Да, ово е со Yes or no ќе биде само. Ово е не yes no, тоа ти гарантирам. Тоа ти гарантирам. Нема yes no, има remain and leave. Значи, останува во Европска Унија и ја напушта Европската Унија. Тие што се за remain, тие го има слоганот Британија појака во Европска Унија. Другите го имаат leave. Vote leave. И тоа тука нема дилеми веќе. Не се работи за тоа, значи правнички кажувам за начинот на фразирање на самото прашање. Ова е правнички фразирано. Претходно имаше друго прашање, значи претходно беше поставена фраза на друго прашање. Актот за референдум на Европската Унија од 2015, тој акт го доставил до House of Commons Филип Хамонд, министр за надворешни работи на Велика Британија, 2015 и врз основа Дали има некој декември 2015 замка некоја во прашањето? Не, никаква замка нема. Чисто е прашањето. Претходно имаше прашање кое што парафразирано можеше да им наметне на луѓето по самото гласање да го изберат гласот за Remain. Не навлегуваме толку во детали. Главното прашање Сега главното прашање е поставено само малку. Прашањето кога се поставува треба да биде јасно, недвосмислено и да прикажува неутралност. Значи тоа е основата. Ова прашање прикажува апсолутна неутралност. Претходно поставените опции за прашање имаше прашања кои што додека дојде до имаше прашања кои што ги наведуваат. Да, ги наведува граѓаните да гласаат за Remain. Да, ова е апсолутно. Тоа со акт од 2015 за референдум во Европска Унија, посебен акт предложен од Филип Хамонд и House of Commons усвоен декември 2015. Актот е излезен токму поради референдумот на Шкотска 2014 година за излез од Велика Британија. Затоа е создаден актот. Затоа што таму се менуваше постојано прашањето за референдум. Добро, еве добивам сигнали дека треба се подкупуваат вестите. Ви благодарам што бевте гости во отворено студио. Има уште прашање, но се надевам дека до 23 јуни ние повторно ќе направиме една да ја наречем дебата. Сакам да потсетам дека од пред 2 недели упативме покана и до британскиот амбасадор во Република Македонија да гостува во една ваква емисија каде што би ги објаснил од внатре сите можни дилеми за и против. До сега не добивме одговор. Се надевам дека има простор и време. Во било кое време амбасадорот или некој од висок представник во амбасадата ќе најде за сходно да не одговори или бар да се појави во време кога тие ќе оценат дека е добро и дека можат во согласност со своите обврски да ги задоволат барањата на македонските граѓани. Вам ви благодарам уште еднаш за учеството, а вам почитувани гледачи на вниманието.